Добро вечер, го следите Дневникот на Канал Плюс. Пред се, накратко ви најавуваме дел од темите на денот. Денес е Лазарева сабота, а Цветници се слави утре. Овие два православни празници се последни пред Великден. Од временските непогоди во Пијанечко нема да има жетва од есенските посеви. Во Виница започна одбележувањето на Благовет со предавање за значението на медот и пчелните производи. Лазарева сабота и Цветници се последните православни празници пред Великден. Денес децата пеат песни и благословуваат, а според верувањата, душите на починатите се појавуваат на земјата и се меѓу нас се до духовден. Во пресрет на Великден се одбележуваат два значајни празника. Првиот е Лазарова сабота, кој се одбележува денес, и утре Цветници. Лазарова сабота е еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус, кој е променлив празник и секогаш се паѓа еден ден пред Цветници, кој пак е точно една недела пред најголемиот празник Великден. На овој ден се споменува чудесното воскресение на 4-дневно упокоение од Лазар, извршено од Исус Христос. Овој настан бил на 6 дена пред предавството и убиството на Христос на Голгота. На Лазарева сабота обичај е да се носат гранчиња од врба, што символично представува свечено Христово влегување во Јерусалим, каде го пречекале следбениците. Во Македонија овој празник има големо значење и масовно се прославува низ целата земја. Од раните утрински часови, групи девојчиња одат низ населените места и пеат лазарски песни, кои обично се со оптимистична и духовита содржина и посакуваат здравје, успех и напредок. На овој ден се низ градот или низ селата се шетале групи од девојчиња облечени во народна носија, накитени со цвеќиња, со накит, значи ги посетувале куќите, тоа се наречени лазарки. Постарите генерација знае што се и како се, значи ги посетуваат куќите, пеат песни за здравје, за благодет на куќите. Ако има мало дете, значи мајката им дава на лазарките погача, кое што го подигаат детето, го подкреваат нагоре 2-3 пати и ја кршат погачата над главата на детето за здравје, за долг живот, значи за среќа. Верување кое се уште се задржало меѓу народот е дека на Лазарова сабота душите на починатите се симнуваат на земјата и престојуваат овде се до дуовден. Се верува дека на овој ден се отвораат портите, значи душите на умрените се пуштаат малку во светот на живите и на духовден, значи 7 недели по Великден, повторно ги затвораат портите, значи ги собираат душите на умрените веќе на оној свет. Тоа е едно верување кое што и ден денеска е задржано кај народ. Цветници пак, кој се празнува во недела, е христијански празник во спомен на влегувањето на Исус Христос во Јерусалим. На иконите овој чин е насликан како Исус јава на магаре, а неговите ученици и народот му го постилаат патот со цвеќе и облека. Овој празник е подвижен празник, зависи од тоа во кој ден ќе падне Великден. Празниците Лазара, Цветници и Великден спаѓаат во среднообредниот пролетен календар како великденско-ѓорѓовденски празници. Православните христијани се подготвуваат за најголемиот и најубавиот христијански празник Великден. Туристичките агенции со богати понуди се трудат да го привлечат вниманието на граѓаните. Дел од нив овие празници ќе ги поминат надвор од државата. Во тек се подготовките за најголемиот христијански празник Великден. Туристичките агенции со доста богати понуди се трудат да го привлечат вниманието на граѓаните. Дел од штипјани великденските празници ќе ги поминат надвор од државата. Можеме да кажеме дека луѓето патуваат за великденските празници. Во споредба со минатата година, оваа година има поголем број на резервации. Претежно да речеме Банско е актуелно, бидејќи има убави понуди со великденски ручек, на all inclusive имаме понуди, на ноќевање со појадок, така да има различни, нешто поевтино и нешто поквалитетно.
Крв, имаме со превоз со автобус, потоа Љубљана со Опатија, таа е за Словенија убава програма, интересна нова, Истанбул и исто тука нешто поблиску, значи Сандански, метеорите во Грција. Православните христијани со неизмерна радост го очекуваат овој празник, бидејќи на овој значаен ден се присетуваат на Христовото жртвување за спас на човештвото. Токму затоа Великден е празник кога целото семејство се собира заедно. Великден е претежно, значи, фамилиарен празник, заминуваат претежно со фамилиите, имаме случаеви, нели, возрастни со деца, возрастни со баби, со дедовци. Христијаните се радуваат на великденските обичаи, а посебно децата. Главното обележување на Великден се вапцани јајца. Порано се бојадисувале само црвени јајца, бидејќи според некои верувања црвената боја ја означува божествената природа. Оние граѓани кои овој празник ќе го поминат во домашни услови, ќе имаат можност да го посетат Штипскиот Панаѓур. Во Виница започна одбележувањето на Благовет со предавање на значението за медот и пчелните производи. Утре ќе се одржи саемска манифестација на плоштадот Ангел Винички. Една лажичка мед има 200 лекови. Александар Македонски бил балсамиран во ковчег со мед, бидејќи медот нема рок. Символот на грчката Артемида бил токму пчелата. Најголемиот учител на сите времиња Аристотел прв го препорачува медот како здрав лек, а Хипократ го користи за лекување на рани. Медот не е лек на денешницата, неговата популаризација доправа доаѓа, бидејќи модерното време носи модерни болести за кои превентива се токму производите кои ги создава највредниот инсект на планетата пчелата. Виничкиот регион има најквалитетен мед и јавноста тоа треба да го знае, бидејќи на 100 километри нема ниту еден загадувач, истакна во вчерашното предавање магистер Илчо Захариев. Шекерот е сахароза, нели? А за добие бел шекер, знаете, природниот шекер со жолта боја. Да добиете бел шекер треба да користите многу химикалии да добиете таа супстанца. Користењето на медот на вистина е природен продукт, представува природен инверт, составен од фруктоза и гликоза, повеќе фруктоза него гликоза, и се отиве материи кои ги има, може да влие само поволно врз телото, така да моја препорака е дека секој семејство годишно 30 до 40 кг мед треба да потрчи. За жал, кај нас голем број на семејства се уште му веруваат на белиот шекер и тоа е потребен, но мислам дека медот е она што треба да користиме, не е скап, што е битно, и битно е дека медот, особено во Виничкиот крај, е од најеколошкиот дел на државата. Овде немате загадувач. Значи на 100 км од овој град нема ни еден загадувач, што значи дека тој мед едноставно е навистина природен, значи ќе биде корисен, апсолутно не е штетен, нема токсини и мислам дека тоа е неговата вредност. И старо новиот председател на Сдруженијето Матица Тиме Јовановски со истата констатација дека расте потрошувачката на медот, но климатските промени ги кратат приносите. Место да купи еврокрем од 300 денари тегла од 700 грама, сега ќе си купи за 300 денари кило мед, кој е далеко поквалитетен, повреден за организмот на човекот. Значи имаме зголемена потрошувачка, сега малку да ви кажам, имаме зголемено број на семејства. Значи дали сега влијание игра само субвенцијата што ја дава министерот за земјоделие или се јавуваат млади пчелари ентузијасти, меѓутоа имаме семејства, по број на семејства, дури Виница предначи пред сите општини у Македонија. Иначе, временските услови малку последните неколку години се менуваат, идат спротивно на во корист на пчелата. Така да приносите се доста помали и затоа цената на медот отиде малку погоре, што пчеларите со таа страна се задоволни, а од другата ради количината на медот. Со вчерашното предавање практично и започна одбележувањето на Благовец во Виница, а продолжува утре со саемска манифестација и културно-уметничка програма на плоштадот Ангел Винички. Сдруженијето на пензионери Кочани заедно со општина Кочани го изготвија проектот за иден регионален дом за стари лица, пензионерски дом на површина од 8000 метри квадратни. Проектот е подржан од владата на Република Македонија и ресорното Министерство за труд и социјална политика. По 2 годишна изработка и испитување на теренот, Сдруженијето на пензионери Кочани во соработка со општина Кочани го изработи проектот за идниот дом за стари лица, кој ќе се гради на површина од 8000 метри квадратни во кругот на старата војна касарна во Кочани. Овој дом, како што видовте и самите
како што видео и самите присутни на оваа презентација, ќе биде едно дело кое што засега го немаме никаде во источниот регион, почнувајќи од Куманово до Гевгелија, кој што ќе содржи 144 места и кој што ќе биде изработен спрема сите норми кои што ги пропишуваат прописите во градежништвото и во одржувањето и згрижувањето на старите и изнемоштени лица. Со ова е завршена првата фаза во делот на проектирањето, останува за понатаму да заеднички се погрижиме за реализација на овој проект. Изградбата на домот е поддржана од владата на Република Македонија и ресорното Министерство за труд и социјална политика. Ние и како Министерство претпоставаме дека и владата има интерес за изградба на таков еден објект, а претежно ме задоволува што тоа ќе биде во регионот во Источна Македонија, што значи досега не е било такво нешто и не само за Македонија, тоа ќе биде и за целата држава така корисно, бидејќи видовме и во самата презентација дека се работи за добри работи, се работи дека значи во самиот објект и во самата зграда ќе бидат не само сместување на старите лица, тука ќе бидат и другите активности, почнувајќи од спорт и така натака. Па се надевам дека овој проект успешно ќе биде реализиран и од страна на Сдруженијето, мислам дека ќе треба да бидат охрабрени и оваа презентација да биде подобра и пошироко не само во Македонија и надвор, за да се успее. Во стратегијата за изградба на домови за стари лица, донесена од владата и Сојузот на пензионерите на Македонија, е влезен за градба и домот во Кочани. Во Македонија има само 4 старски домови. Значи има Скопје, Битола и Прилеп и Куманово. Би бил ова најсовремен и најдобар дом на стари лица и пензионери, уште повеќе што во цела Источна Македонија ваков објект не постои. Интерес има многу голем, еве дури и Центарот за развој на Источниот регион го прифаќа како свој проект. Ние исто како Сојуз на Сдружение на пензионери го прифаќаме како свој проект, така верувам дека ќе се најдат сили да почне и изградбата. Тоа сигурно изградба ќе биде јавно-приватно партнерство, дали странски инвеститори или наши, тоа ќе се направи поголем напор од државата и од сите нас и да се тоа реализира. Објектот е нешто што го заслужуваат старите лица, да имаат комунитет, да имаат здравствено обезбедување, да имаат соживот, да имаат на крајот, што е најважно, ваквите објекти дозволуваат да имат и активно и здраво старење во тетото животно доба. Домот ќе располага со 144 легла на 4 ката, со сите придружни објекти за нормален престој и живот на идните станари и пензионери. Јачината на овој наш успех, почетен успех, али сметам да тие успехите ќе успееме да го изградиме, е тоа што пред 3-4 години ние појдовме од програмата на нашата влада, каде што во делот зборува за социјалната политика, за збринувањето на старите луѓе, за општата здравствена и социјална помош, ние си го најдовме местото, бидејќи како најактуелен дел, председателот Драги кажа, ние во истокот на Македонија за збринување на стари лица имаме некои мали капацитети што скоро се не забележливи. Инаку содржината вие видовте, тоа е една богата содржина, таков обект со 165-170 лежеи, од кој на 90% двокреветни соби, оно е другото апартмани. Сметам да обезбедува една комплетна грижа за старите луѓе и друго што овој дом ќе биде регионален дом. Не е да биде Кочански, но тоа ќе биде на источен регион заедно со Виница, со Каменица, со Делчево, со Печево, со Берово и према големината на бројот на пензионерите во тие општини, така и паритетно ќе бидат користење на овие капацитети. За изградба на домот општина Кочани партиципираше во делот на комуналиите и останатата инфраструктура, а во домот ќе се користи покрај геотермалната вода и сончевата енергија преку изградба на когенерацијска централа. Од временските непогоди во Пијанечко нема да има житва од есенските посеви. Приносите за разлика од минатата година се значително помали. Годинава во Пијанечко нема да има жетва на нивите од есенските посеви.
Во атарот на селото град Делчевско, земјоделците разочарани, бидејќи нивите деновиве се полни со вода. Пожолтените листови на житариците, слабите корни кои надзираат над почвата, ги уништија земјоделците и велат дека ако минатите години од 1 хектар приносите биле околу 700 тони пченица, годинава нема да соберат ниту 200. Ја што сме посејали нема ништо, јас имам 3 хектара, 3,5 хектара посејано, ја може да видите дека го нема, дека го е дали има 10%, 20%, другото 80%. Угина, а на самото лице место се гледа. Ја мислам дека само од влага, од многу дожд. Пијанецот повеќе угинува пченицата, есенската сеидба, него тамо каде е фанала водата, тамо угинала, а тука угинува на целото подрачје на пијанецот. Пченицата угинува. Сами видите дека зад нас нема ништо. 90% угинала, 10% ако останала. Наместо да добие 500 кила по декар или 5 тона по хектар, ќе добие 1 тон. Иако фрлиле и ѓубре за прехранување на житариците, сепак поради огромното количество на нивите со вода, пченицата угинува и амбарите ќе им останат празни. Поради овие непогоди, тие од надлежните институции бараат да излезат на терен и да ги утврдат нивните штети. Па јас барам те од државата нешто, ако може нешто да издегне лице место, да види нешто помогне ни дадат. Ние сме веќе мисля трошок што направили. И ние ќе бараме обештетување како и другите што бара. На тие ми однело. А кај нас сами видехте дека лежи вода и това ако 4 дена се поминат и не врнени дожд и па видехте дека вие не можехте да влезнете у нивата. Земено е и семенска роба и ѓубре е земено, сите на трето или четврто рало е посејано, што викат 3-4 орањата, а сега да не мога да добија јас 200-300 кила или 500 кила. Јас сум добивал во брегалница, у долните ливади по 700 кила, са не мога да најда ни 200 кила по декар. Деновиве фармерите требаше да ги приготват нивите за пролетна сеидба, но поради огромната влага во нив, тие не можат да влезат со својата земјоделска механизација. По површините за пролетна сеидба, годинава ќе им останат празни. Во Виница од стотина пчелари само тројца ги изложија производите од мед. Останатите соопштуваат дека медот е продаден на мини-семската манифестација по повод Благовец. Дали виничкиот мед стана бренд? Виничката бандерола, иако се уште не официализирана од државните министерства, го продаде медот од реколтата 2014. Се потврди и денес со слабата понуда на мини-саемската манифестација по повод Благовец. Од стотина пчелари, само тројца ги изложија производите од мед, а останатите велат медот е продаден. Дали виничкиот мед веќе стана бренд? Веќе 2 години работиме на проектот за виничкиот мед како бренд. Ќе продолжиме натаму да го веќе има многу големи резултати. Веќе е препознатлив кога се зборува веќе у државата за пчелите и за медот. Одма тоа асоцира на градот Виница. Значи Виница веќе не е позната само како по виничкото, кали и по винчини, веќе е познат и по медот, по пчеларите. Треба да продолжиме и да го заокружиме тој процес. Тој процес ќе бара многу анализи, многу трудови, ќе биде по-долго време, но ќе го заокружиме и ќе биде признаени и ќе го заштитиме. Квалитетот на медот го потврдуваат и бројните признања од учество на меѓународни надпревари. Се должи пред се на чистата средина, чистите води, релиефот, климата, местоположбата на виничкиот регион, кој што се протега помеѓу 3 планини: Плачковица, Голак, а и секако за нас пчеларите најдобрата обознана. Но тоа не е се. Се должи и на тоа што пчеларите од Сдруженијето Матица се вистински професионалци во својата работа. Жителите на Виница по се изгледа добро го сватија мотото на Сдруженијето Матица. Ако на некого му поклоните тегла мед, ќе го нахраните за 1 ден, но ако го научите да пчелари, ќе го нахраните за цел живот. Сдруженијето постои од 84 година и брои 72 официјални членови, но на теренот се пребројуваат повеќе од 100 кои заеднички на ниво на општина произведоа повеќе од 20 тони мед минатата година. Денешното празнување во чест на Благовец го одбележаа и најмалите од основното училиште Славчо Стојменски со повеќе музички точки и драматизации.
Премиерот и лидер на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на денешниот народен собир во Тетово ги објави новите мерки кои ќе ги преземе владата во корист на земјоделците. Зголемување на рокот на важност на регистрација на тракторите, легализација на мобилни машини неопходни за земјоделците и намалување на цената за изготвување на геодетски елаборати за одбележување на шумите, што е услов за добивање одобрение за сеча на дрва за грејење. Ова се мерките произлезени на барање на земјоделците кои ќе се спроведат во иднина. Штипското електротехничко училиште Колен Ехтинин распиша конкурс за отворање на уште една фудбалска паралелка. Проектот е дел од експерименталната програма на владата. Учениците кои сакаат да бидат учесници треба да исполнуваат одредени услови. Од оваа година електротехничкото училиште ќе отвори можност за уште една фудбалска паралелка. Спортската академија како дел од експерименталната програма која ја воведе владата минатата година конкретно за фудбал, од оваа година распишан е конкурс за уште една паралелка. За да се запишат кандидатите, потребно е да исполнуваат и одредени услови. За да се запишат учениците во оваа паралелка, потребно е да ги минат тестовите, односно обуката која ја спроведуваат соодветните федерации. Кај нас конкретно станува збор за фудбалска паралелка, значи одговорна за сета таа работа е Фудбалска федерација на Македонија. Од минатата година, бидејќи како експериментална програма се појави оваа паралелка, целиот ангажман околу функционирање на паралелката го презеде училиштето заедно со општината, додека според законот за спортска академија, бидејќи станува збор за спортска академија, а од 1.9.2015 година ги зимаат соодветните федерации. Значи, кај нас е конкретно фудбал, во другите општини имаме ракомет, некаде имаме кошарки и така натаму. Вкупно се запишуваат 34 ученици. Станува збор за талентирани ученици. Ученици кои веќе спортуваат во некои од клубовите во Македонија и мислам дека овој селективниот дел не може секој да го помине, веќе тука се врши целата селекција за да може натаму да функционираат. Паралелката има соодветен број на часови каде ќе има воспитно-образовен дел и дел за тренинг. Тренингот ќе се одвива на спортскиот терен Бело Брдо, кој е изработен од Фудбалската федерација на Македонија во Штип. Откако ќе завршат со оваа обука, учениците имаат право да се запишат и на високо образование. Денеска во Штип се одржа второто сениорско првенство за оваа година. Претходното беше изборно, а сега е државното првенство за сениори. Учествуваа 60 борачи од неколку клубови од Македонија. Младите борачи ќе имат прилика денеска поред постарите да се докажат и секако да се наметнат на селекторите на репрезентациите на Република Македонија. На спортскиот настан беше екипата на телевизија Канал Плюс. Балкан за сега води, има силна конкуренција во екипите на Лири и на Бучим, многу блиску се, значи ние минатиот месец победивме со 3 поена разлика од 44 на 47, многу блиску е, се надам дека домашниот терен ќе го искористиме и во наредните две првенства ќе имаме добар успех, имаме добра екипа, меѓутоа би сакал да кажам дека не очекуваат уште многу други меѓународни надпревари, а тоа е пред се и македонскиот бисер традиционално кој се одржува секоја година во Македонија, ова година ќе биде во Радовиш. Понатаму најважно за нас првенство ова година се Европските олимписки игри кои ќе се организираат во Баку, Азербејџан во месец јуни, каде што очекуваме да настапиме со неколку борчи. Тоа се историски први европски олимписки игри кои се организираат во Европа и со надежда дека нашите борачи ќе учествуваат таму и ќе постигнат добри резултати. Во есен следуваат уште две првенства, што на тој начин се заокружува тој процес на првенства за сениори, каде што ќе се добие екипниот победник на Македонија. Фудбалскиот клуб Брегалница од Штип се бори за опстанок во првата лига. Денес се одигра надпревар од 22-то коло со фудбалскиот клуб Вардар од Скопје. На надпреварот не се постигна ниту еден гол, со што и двете екипи заслужија по еден бод на табелата.
Како што веќе споменавме, денес е Лазарова сабота, а утре православните христијани го празнуваат светници. За обичаите поврзани за овие два празника пред Великден, како и за се што е потребно да знаете за Великден, открите од разговорот со етнологот Бети Иванова, виднаш после дневникот. Разговорот го водеше колешката Билјана Апостолова. Ова е се што ви подготвивме во рамките на дневникот на Канал Плюс. Во продолжение проследете ја временската прогноза. Имајте пријатна вечер со нашата програма.